Ние 2-3 години ги правиме тие напори договорно производство и сега ето исто со целоснен ангажман на Сдруженијето на преработувачите го правиме ова средба со намера. Знаеме дека никогаш нема да го постигнеме крајната цел, ама со намера да ги надминуваме и да се сближуваме нашата соработка да биде шо помасовна. Организираното производство, планираното производство, секој знаеме да е поуспешно. Имајќи во предвид годините кои што налетуваат со временските, невременските прилики, сите тие недостатоци на суровини, треба малку да не заинтересира и да дадеме еден поголем ангажман и од наша страна. Како што кажа председателот, тенденција на Македонската асоциација на преработувачи е да го иницира и стимулира диалогот со примарните производители и со посредниците кои учествуваат во синџирот на добавување на суровини со цел да се подобри нивото на соработка. Моделите се познати низ светов, ние се уште сме пионери во тоа поле, значи практиката на договорно производство е многу развиена и долго време се негува нарочито во земјите на Европската Унија. Докажано е како добар, успешен модел, меѓутоа тоа бара време и градење на доверба. Ова представува еден проблем, бидејќи има една недоверба во однос на земјоделците и преработвачите, односно за едните цената е мала, за другите е голема, имајќи ги во предвид флуктуациите кои што ги имаме на пазарите, како во земјата, така и надвор од земјата, а секако и самите временски прилики кои што гледате во година се различни и не може да предвидиме за едно сигурно производство. Од тие причини тешко доаѓа и до потпишување на овие договори и денеска управо тоа ќе биде целта да ги видиме моделитетите кои што ни ги предлага Македонската асоциација на преработувачи, да ги видиме кои се причините, проблемите, зашто ова не се тешко оди ова потпишување на договори.